Управата на фудбалскиот клуб Тиквеш денеска на официјална пресконференција даде отчет за стореното досега во фудбалската сезона 2017-2018. Председателот на клубот, господинот Миле Масларков, се осврна за постигнувањата во сезоната 2017-2018 со сите потешкоти со кои што клубот се соочи во оваа надпреварувачка сезона. 2017-2018 година Тиквеш покрај тешките услови што ги имаше на почеткот, успеа да се избори, да направи успех и да заврши на делба на четвртата позиција. По мое видување и по видување на сите во градот, тоа е успешна сезона за Тиквеш, бидејќи беше на самото дно за испаѓање. На крајот на сезоната завршивме успешно. Четврто место за мене е голем успех и се гордеам со тоа. Играчите си го дадоа максимумот, изигра како што треба, се понаша како што треба. Мислам дека и во наредната сезона ќе биде исто така. Потоа пред фудбалерите и пред управниот одбор говореше и градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, кој потенцираше дека за следната сезона нормално целта ќе биде пласман во највисокиот ранг, но претходно побара од управата на клубот да достави програма која што потоа сите заедно ќе ја разгледуваат, почнувајќи од градоначалникот, од управата на клубот, играчите, медиумите и така натаму и така натаму. Еве што во оваа пригода изјави господинот Јанчев. Како што и пред малку каже председателот на градскиот фудбалски клуб Тиквеш на четврто место во втора лига, искрено кажано како градоначалник, кога што прва сезона го сум градоначалник и имав честа задоволството да спонзорирам како општина и да заеднички се стремиме кон подобар успех во делот на фудбалот. Сум задоволен за четврто место и можам да кажам вака и пред медиумите и пред управата дека сите трошки кои ќе ги имаме направено за 2017-2018 година, средствата се обезбеднени, наредната недела ќе бидат сите трошки покриени и платите дадени, така да сезонот ќе ја завршиме со позитивна нула. Тоа ни дава за право да размислуваме за наредната година, искрено кажано, да правиме буџет и план и програма за да влегуваме во прва лига. Тоа ќе биде мојата определба да градскиот фудбалски клуб Тиквеш влезе во прва лига и конечно да почне Кавадац да има прва лигаши и да се напреваруваме во прва лига фудбал. За таа работа управата на градскиот фудбалски клуб заедно со спортистите и со фудбалерите кои ќе ги имаме нормално и со управниот одбор ќе има за задача да направат буџет, план, програма и развој за фудбалскиот клуб. Начелно имаме некои податоци, ќе ги видиме тие точно на харти и на бројки, ќе ги одобриме како совет, како општина, заедно со бизнис сектора, за да можеме наредната година да играеме во прва лига. Искрено кажано, прва лига е стварно заслужува Тиквеш да биде и гревата да сега што воопшто не е во прва лига. Тоа повлекува и повеќе работа, повлекува малку стадион да го подобриме, да ги подобриме квалитетите. Меѓутоа, јас имам потполно поверение и во фудбалерите и во раководството на ГФК Тиквеш и нема причина да обструираме таа работа, напротив треба да смогнеме максимално да придонесеме за да влеземе во прва лига. Исто така користам можноста денеска да се заблагодарам и на Дрекстрамаер за изразената нивна донација во делот на комплетна опрема за фудбалерите, поточно дресови и опрема за тренирање, која што веќе ја имаат на располагање, така да ќе бидат малку подолични во делот на опремувањето и во делот на адресовите. Менаџерскиот тим, управниот одбор кој ќе ја направат програмата, ќе сакам да разгледаме заедно. Значи програмата ќе ја гледаме заедно со фудбалерите, со спортистите, со тренери, со управниот одбор и со медиумите. Може да ја гледаме првично неофицијално, откако ќе ја разгледаме и кога ќе имаме, секој ќе има право да даде забелешка, затоа што првичната сума не иде околу 11,5 милиона. Дај Боже да можеме да намалиме сумата и да биде реална. Секој ќе има право да даде забелешка и да биде транспарентно, уште пред да носиме на совет да одобриме и да знаеме што очекуваме, како очекуваме и за што ги трошиме наредните пари за да влеземе во прва лига.